Добро утро за моите први гости во Македонија наутро, кога зборуваме за образованието и за успесите. Дефинитивно следниот разговор, верувам и сигурен сум дека ќе го привлече вашето внимание. Се одржа Европскиот квиз на пари, петто издание така на Европскиот квиз на пари. По тој повод ово утро ќе разговарам со моите гости и моите соговорници. Добро утро за Милена Перчинкова, извршен секретар на Македонската банкарска асоциација. Добро утро. И добро утро за нашите гости од Ресен, Сонја Стрезовска, ментор, и младите Кирил Китевски и Кристијан Лазаровски, ученици од основното училиште Мите Богоевски од Ресен. Добро утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Европски квиз на пари, некако по редот на нештата, Милена, и секоја година како јавен сервис ги следиме случувањата. Петта година по ред веќе се случува, но пред Европскиот квиз на пари имаме наш национален квиз. Ајде, прво за суштината, што представува овој квиз и нашето учество во него. Значи, најпрво да се заблагодарам за вашата поддршка, односно вашето следење на овој за Македонската банкарска асоциација важен проект. Значи, Европскиот квиз на пари започнува како иницијатива на Европската банкарска федерација во 2017 година со цел одбележување на Европската, односно глобалната недела на пари. Македонската банкарска асоциација веднаш по своето формирање во 2018 година донесе одлука за приклучување на нашата земја, односно нашето здружение во групата на европски здруженија кои го поддржуваат овој проект и подпиша меморандуми за соработка со Народната банка и Комисијата за хартија од вредност и Министерството за образование за поддршка и организирање на квизот. Значи, квизот е европски проект. Учествуваат деца од 13 до 15 години. Тоа е направено врз основа на истражување на Европската банкарска федерација, дека тоа е таргет групата која што е најдобра за да започне да ги осознава финансиите, банкарското работење и се поврзано со паметно и добро управување со финансиите. И еве, веќе 5 години успешно Македонската банкарска асоциација во соработка со Народната банка и Комисијата за хартија од вредност го организира најпрво националниот натпревар, што и кај нас во нашата земја се одржува за време на глобалната Европската недела на парите, а потоа националните победници, оваа година Кристијан и Кирил под менторство на Сонја, патуваат во Брисел, сега во време на короната нели се случуваше тоа се онлайн, патуваат во Брисел, каде што со представници од 30 на европски земји заедно се надпреваруваат за европски шампиони. Така. Петта година поред како постои квизот или наше учество? Наше учество во квизот. Наше учество во квизот. Так. Од 2018 денеска ќе го обележиме денот со една пригодна мала свечаност каде што ќе не почести со своето присуство и министерот за образование. Што значи ова за учесниците воопшто и за учениците пред се надпреварувањето и во националниот нели квиз, а потоа и во европскиот квиз на пари? Колкава е бројката на ученици кои што кај нас се пријавуваат да бидат дел од овој квиз? Значи, најпрво би кажала дека задоволството е наше, дека на сите кои што сме вклучени во организација на квизот, дека интересот за квизот расте од година на година. Ако првата година, 2018, имавме околу 400 ученици, оваа година околу 1000 пријавени ученици. Учениците се надпреваруваат во тимови, односно менторот менторира цело оделение, ги избира најдобрите од оделението кои што понатаму се надпреваруваат на квизот. На националниот надпревар се запознаваат повеќе со националните одбележја од финансискиот сектор. Значи, покрај банкарскиот сектор, парите, кредитите, депозитите, каматните стапки, се запознаваат исто така и со пензискиот систем во нашата земја, се запознаваат со активностите во осигурувањето, но исто така и со модерните збиднувања, односно трендовите крипто валутите, дигитализацијата, односно сајберкриминалот, сајберзаштитата, информативната сигурност. Се работи на финансиска писменост. Да, на едно основно, базично ниво. Нешто кое што на нашите генерации му недостасуваше. Верувам дека се тоа ќе биде поттик за младите, нели повеќе да
ја осознаваат финансиската писменост. Господјата Стрезовска... Само да додадам дека сето ова што го работиме е во согласност со стратегијата која што координативното тело за финансиска едукација и инклузија ја има усвоено и ние како приватен сектор, нели, банкарскиот сектор, сакаме да дадеме свој придонес за оваа стратегија која што регулаторите имаат усвоена да биде што поуспешна. Така, господјата Стрезовска како ментор би ја прашал што опфаќа работата и што опфаќа менторирањето. Во почетокот на јавниот оглас менторот треба да ги пријави учениците од училиштата. Овој јавен оглас беше достапен за сите основни и средни училишта, како што кажа и Милена, господјава, дека тука може да учествуваат ученици кои што се на возраст од 13 до 15 години. По самото пријавување веднаш добивме повратна информација дека екипата е прифатена и првиот круг од одржувањето на надпреварот беше онлайн, при што нашите ученици го освоија првото место. Понатаму бевме на втор круг од надпреварот, тоа беше финален надпревар. Финалниот надпревар се одржа во Скопје со физичко присуство на првите 3 најдобри екипи. Тоа беше екипата од основното училиште Мите Богојски од Ресен, екипа од средното економско училиште од Битола и екипа од основното училиште Гоце Делчев од Илинден од Скопје. На финалниот надпревар моите ученици го освоија првото место, така што се стекна со национални шампиони на европскиот квиз за пари. И со тоа можам да искажам прво една голема благодарност околу организацијата на Македонската банкарска асоциација, секако на Народната банка на Република Македонија, потоа на гувернерката и секако на Министерството за образование, бидејќи тие ни возможија да бидеме ние еден репрезент кој што ќе представува нашата држава на европскиот надпревар на пари во Брисел. Тоа се случи во мај беше. Тоа се случи на 15 и 16 мај. Така. Во Брисел. Ајде малку околу искуството, Кирил и Кристијан, што беше поривот да се пријавите на еден ваков квиз? Ве влече финансиската писменост? Да. Најпрво по предлог на нашиот ментор се пријавивме, но исто така сметавме и дека еден добар надпревар преку кој можеме да ги зголемиме нашите знаења од областа на економијата, банкарството, хартиите од вредност, сајбер безбедноста и слично. Така? Твоето искуство? Моето искуство беше навистина добро. Ги проширивме нашите хоризонти и знаења во врска со менаџирање на пари, нивните ризици и од областа на сајбер безбедноста и дигитализација на финансиите. Така. Ајде малку што се случуваше во Брисел тие неколку дена кога бевте таму. Убаво да ни опишете. И само да ги информирам колегите од режија, Кирил, Кристијан, како што е списокот за подпис, да, повелете. Искуството во Брисел беше доста интересно, доста возбудливо. Се запознавме со тимови од најразлични земји во Европа, разменивме искуства. Првиот ден добивме обраќање од претседателот на Европската банкарска федерација, потоа се одржа мала игра со која символи на валутите во најразлични земји беа поделени на пола и со тимот што ќе се спои таа валута да направи едно цело. На вечерата што се случи подосна во тој ден се разменува подарок. Нас ни се падна тимот на Шпанија со Шпанската банкарска федерација. Ние им дадовме приврзочиња и магнетчиња, заедно со туристички водичи од Преспа и Македонија, и им дадовме преспанска болко. Од нив за возбрат добивме магнет и колбас наречен елфует, карактеристичен за регионот во Каталонија. Така. Значи, убави споделувања на искуства и приказни пред се, тоа мораме да го кажеме, и многу нови пријателства сигурно. Да. Така, имаме нешто да додадеме плюс околу искуството? Искуството беше одлично, исто така го посетивме и Европскиот парламентариум. Тоа е како музеј каде што се прикажани историските настани на Европската унија. Така. Посебно би го издвоил Европскиот парламентариум, кој особено ми остави впечаток. Така. Следното е следната година. Следната со нови година, ученици, нови победи, така? Да.
Ќе го најавиме, тоа е исто околу мај месец, Да, така се да. се случува, предпоставувам. Да, традиционално се случува во мај, се надевам дека поддршката од вас продолжува, а поддршката од Македонска банкарска асоциација и нашите соработници за финансиска едукација продолжува неограничено. Така, ви благодарам за гостувањето во утро во Македонија на утро. Ви благодариме за поканата. Се